Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушаат емисијата насловена како Глас на вистината. Навистина сме оваа вечер заедно, сите собрани, се разбира, во чест на нашиот Господ и Спасител. Да можеме и оваа вечер да го слушаме нашиот, всушност Божиот глас, кој што оваа вечер ќе ни зборува преку инспирација на Светиот Дух и преку Неговото Слово Божјо. Верувам дека сте добро расположени и дека Господ е со вас и дека Тој навистина ве води и не само вас, туку и целото ваше семејство. Така да ве поздравувам во името на Господа, нашиот Спасител Исус Христос, и навистина ви посакувам се најдобро во вашиот живот. Како што реков дека мене ми е навистина ова вечер привилегија, по милост Божја, да бидеме заедно собрани и да го прославиме Бога. Зборуваме за Светото Писмо, кој што е книга на сите книги. Иако Библијата е најстарата книга, меѓутоа е инспирирана со Светиот Дух и Бог е автор на оваа книга. И затоа за мене чест и привилегија е да можам да зборувам за Светото Писмо наречено Библија. Зборуваме, како што реков, за една доста интересна тема, богата тема, која произлегува од срцето на Светото Писмо, а тоа е Христовото раѓање. Значи, зборуваме за Христовото раѓање. Кога зборуваме за Христовото раѓање, Библијата ни открива дека тоа е Божјото раѓање. И затоа век сметам дека ова вечер ќе биде посебна вечер, се разбира, затоа што реков, зборуваме за Христовото раѓање. Ќе почнам од Новиот Завет оваа вечер, иако минатите служби имавме разгледи на Стариот Завет и на Новиот Завет, така да и оваа вечер ќе продолжиме со истиот принцип на работа, а се надевам дека и наредните емисии кои ќе следуваат, се надевам дека ќе донесат голем благослов врз вашиот живот. Ќе зборуваме како од Стариот Завет, така од Новиот Завет со многу различни теми кои што верувам реков дека ќе донесат огромен благослов за сите нас и чекор мотив повеќе и надеж за да можеме да продолжиме да живееме благодарејќи му на Бога во овие многу тешки времена кои што се случуваат во оваа 2023. Почитувани, можете сами да забележите дека ништо не е исто како што и беше порано. Но од друга страна, мораме да знаеме дека Библијата зборува дека зборот Божи ќе се исполни. За овие нешта ни зборува Светото Писмо. Дека во последните времиња ќе има многу различни случувања. И затоа минатата година малку зборувавме, но се надевам дека и оваа година ќе можеме да зборуваме по тие прашања, кои што верувам дека најмногу не засегаат и најмногу не допираат. Така да и оваа вечер сакам да изразам сочувство до сите загинати кои што се во Турција и во Сирија. До фамилиите, Господ да биде со нив и Господ навистина да ги благослови. Ајде да се вратиме назад и да видиме што Господ сака оваа вечер да ни зборува на сите нас. Многу е важно да оваа вечер заедно ги отвориме очите на нашето срце и да бидиме сунгер кој што ќе ги впива работите. И тие работи ќе се рефлектираат преку неговиот живот и ќе направат една огромна трансформација. Всушност тоа е Библијата. Бог сака преку Словото Божјо, преку Светиот Дух, да направи промена во нашиот живот. Старето помина, еве сега се ново создавам. Ние во Исуса Христа сме нови создадија. Амин.
Ке почнеме со еден стих кој се наоѓа во Евангелието на Матеј, првата глава. Ке го читаме првиот стих. Значи, Евангелие на Матеј, првата глава, ке го читаме првиот стих. Книга за родословот на Исуса Христа, син Давидов и син Аврамов. Почитувани. Сакам да дадам еден посебен апел. Барем до сите оние кои што се читатели на Светото Писмо. На сите оние кои што редовно се хранат од Божјиот збор. Многу е важно да не ги избегнуваме родословите кои што ни се запишани во Светото Писмо. Зошто? Затоа што ние без нив скоро и ништо да не знаеме за Светото Писмо и за настаните кои што ги опишува Библијата. Исклучиво важно е да ги познаваме родословијата. Кога зборуваме за Исус Христос, всушност кога ние зборуваме за Божјото раѓање на оваа земја, мораме да знаеме од каде доаѓа Исус Христос, Спасителот на оваа земја. Како што реков, родословот најдобро ни открива чиј син е Исус. Тој е син на Давид и син на Аврам. Знаеме дека Аврам беше повикан од страна на Бог, а потоа на Аврам му се роди Исмаил и Исак. На Исак му се роди Јаков, а на Јаков му се родија 12 синови кои сочинуваат една нација која се вика Израел. Меѓутоа, Библијата ни открива дека една од тие поколенија, една од тие лози, од тие 12 синови, беше царска лоза, царска линија. И од таа линија Бог подигаше цареви кои владееја со Божиот народ Израел. И оттаму доаѓа и Исус. И затоа Библијата вели дека тој е син на Давид. Сите многу добро знаеме дека Давид беше цар над Израел и тој владееше 40 години. Потоа по него дојде неговиот син Соломон. И така натаму, и така натаму. И од тоа поколение, од таа лоза доаѓа и самиот Спасител Господ Исус Христос, кој е цар на целата вселена и на се што е видливо и невидливо. Па дури Новиот Завет, кога ќе го читаме, всушност кога ќе ги читаме, 4 Евангелија ни зборуваат за точно интересни настани како израелците го прочекаа Исус во Ерусалим. Кога влегуваше во Ерусалим за прв пат, го пречекаа како цар, како оној кој доаѓа и носи мир, јавајки на осле или на магаре. Потоа, кога Исус стои пред Понтије Пилат, тој го прашува дали тој е царот јудејски. Исус зборува за неговото царство кој што е на небото. Но исто така ќе се поназанимаваме, како што реков, малку со исто така старозаветни пророштва, а исто така новозаветни пророштва кои што за времето на Исус пред 2000 години биле исполнати со доаѓањето на Месијата или всушност на тоа Божјо раѓање. Кога зборуваме за Божјото раѓање, пред се Светото Писмо ни открива дека тоа е план Божи. Значи, да повторам уште еднаш, кога зборуваме за Божјото раѓање, Библијата е таа која што ни открива дека тоа е планот на Господа, кој тој самиот лично го предвидил со цел да му помогне, се разбира, на човекот. Еве, како што реков и ги прочитав овие стихови неколку пати запишани во првата книга на Мојсей, Создание, 3 глава, 15 стих вика: а на жената и рече:
Кога ќе бидеш бремена, се извинувам, поточно 15 стих вели: и ставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу родот твој и породот незин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш за петата. Ово е првото месијанско пророштво. Пророштво кое зборува точно за доаѓањето на Месијата. И затоа реков дека ова е план Божи. План кој доаѓа од самиот Создател на небото и земјата. Бог унапред знаеше дека никој не може да ја заврши задачата. Затоа тој осмисли план Божи, за да може таа задача да биде завршена. Но тој самиот знаеше дека таа задача единствено може само тој лично да ја реши, а тоа е да го врати човекот во првобитната состојба и да ги врати сите тие драгоцени прилики кои човекот ги изгуби со самиот пат. За Христовото раѓање, како што кажав, беше план Божи. Најавите за Божјото раѓање преку пророците исто така биле Божјо ветување, се разбира, кон Божјот народ. Ако читаме Светото писмо, или ако го читаме Светото писмо, ќе откриеме дека на вистина дека пророците најавувале дека ќе дојде Месијата. Задржувајќи се на оној месијански стих, па потоа имаме неколку стихови кои што се конкретни, особено книгата на пророкот Исаија зборува за доаѓањето на Месијата. И евреите многу добро ја познавале Библијата. Зборуваме конкретно за верските водачи, за свештениците, за оние кои што го воделе народот, за оние за кои што Бог им зборувал. Кога ќе зборуваме за тие верски водачи, Библијата ни открива дека тие верски водачи потекнувале од Арон. Арон бил првосвештеник заедно со неговите синови. Библијата ни открива дека Арон всушност бил братот на Мојсе, кој заедно го воделе Божјиот народ низ пустињата 40 години пред да влезат во хананската земја. Земјата која што им беше ветена на израелците, земја во која течеше мед и млеко. Но сепак, како што реков, можеме точно да видиме многу работи преку Светото писмо за Божјото раѓање, за откупување на човекот. Кога ќе читаме книгата на Рут, исто така од таму зборува последната глава исто за Божјото раѓање, од каде ќе дојди Месијата, од кое потекло ќе дојди Месијата и дека тој ќе биде кој ќе го откупи човекот. Прво, кога ќе се роди Месијата и каде ќе се роди Месијата? Значи, ќе одговориме на овие две прашања. Кога ќе се роди Месијата и каде ќе се роди Месијата? За овие две нешта, конкретни нешта, ни зборува и Стариот Завет и Новиот Завет. Затоа е многу важно да го читаме Светото писмо. И се надевам дека ќе дадеме комплетни и точни одговори и прецизни одговори. Во некој од наредните емисии ние малку хронолошки ќе се позанимаваме, затоа што сметам дека има огромна потреба кога зборуваме за Божјото раѓање, затоа што пред Божјото раѓање, всушност пред Христовото раѓање, знаеме дека постоело стара ера, а по Божјото раѓање ние веќе живееме во новата ера. Затоа дотогаш се надевам дека дома ќе можеме, ако имаме Свето писмо, да можеме да прочитаме. Ако немаме Свето писмо, слободно јавете се, побарајте ме. Јас сум тука да можам на вистина на сите да ви помогнам. Мојот број е 075 648 755. Едијан. Ке ме барате
и ќе можете да контактирате или да контактираме заедно, каде што ќе можеме нели да ви дадеме Библија и да можете да почнете да ја читате оваа прекрасна книга која ќе донесе благослов и на овој свет и на тој свет. Се разбира, зборуваме за вечноста. Така да, имајте убава благословена вечер, Господ нека биде со вас. Се разбира, до наредната емисијата Гласот на вистината, каде што ќе можеме со Божја помош да одговориме на овие две прашања кои што се всушност план Божи кои доаѓаат од самиот Бог. Кога ќе се роди Месијата и каде ќе се роди Месијата. Пријатна вечер и Господ со вас. Имајте добри соништа. Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушаат емисијата насловена како Глас на